Јас сум Жаклина Ристовска, наставник во Основно училиште Браќа Миладиновци Аеродром. Денеска ќе одредуваме непознат број во одземањето. Задачите се вакви. 10 минус колку е еднакво на 6. По решавањето на неколку задачи и моето насочување како се решаваат овие задачи, ќе научите да одредувате непознат при одземањето, број при одземањето, а тоа ќе го направите со помош на бројна оска, сметалка или едноставно со помош на топчиња, стапчиња и слично. Бидејќи имаме 10 минус колку се 6, земаме 10 топчиња. 10 топчиња на крајот, значи од кога ќе одземеме, од кога треба да го одредиме непознатиот број, треба да останат 6 топчиња. 1, 2, 3, 4, 5, 6 топчиња, ево овие сини топчиња, а сме одзеле 1, 2, 3, 4 топчиња. Значи 10 минус 4 е еднакво на 6. Да видиме дали 10 минус 3 е еднакво на 7, односно непознатиот број овде е бројот 3. Повторно ќе се користиме со топчиња, стапчиња, нешто што ви е при рака. Треба да земете 10 топчиња и на крај да ви останат 7 топчиња. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Доколку од 10 одземеме број, треба да останат 7. Значи, сме одзеле 3 топчиња. Па ќе кажеме 10 минус 3 на вистина е 7. Да одредиме непознат број при одземањето доколку користиме бројна оска. За таа цел треба да имаме бројна оска и задачата е 9 минус колку е 5. Бројот 9 го заокружуваме, а треба да добиеме 5. Сега, колку е 9? 9 минус колку е 5, ќе видиме со броење наназад. 1, 2, 3, 4. Значи 9 минус 4 е еднакво на 5. Тоа е со бројна оска. Значи ги заокружувате првиот и последни резултатот и броите колку наназад пати ќе направите, тоа е точниот, односно непознатиот број. Да видиме како ќе би решиле вакви задачи со помош на сметалка. 7 минус колку е 6. На секоја сметалка во редовите има по 10 топчиња. Потребно е 7 топчиња да ги повлечете на едната страна. Еве, например, на десната страна. И од тие 7 топчиња треба да извадиме колку топчиња ќе видиме, колку ќе останат и да добиете 6. 6 топчиња ги потргнувате на десно и останува само едно топче. Па, тоа е и решението, тоа е и непознатиот број. 7 минус 1 е еднакво на 6. Сега е потребно да го стопирате видеото, да ги препишете овие бројни изрази, овие задачи, каде што во сите треба да се одреди непознат број во одземањето. Ќе се користите со помош на сметалка, бројна оска, стапчиња, моливчиња, она што ви е најлесно, и ќе одредите кој е непознатиот број. Успешна работа! Од кога се надевам ги решивте задачите и сега може да си проверите дали ви се точни решенијата. Овие броеви што се со зелена боја
се точните решенија и доколку сте одговориле точно, ставете го овој знак, а ако сите задачи ви се точни, нацртете се смајли. Доколку некоја задача ви е погрешна, погледнете го точното решение, но проверете го тоа со бројна оска, со стапчиња или сметалка да видите дека е навистина така. Може да се составите вакви многубројни задачи и да вежбате, и само така математиката се учи и така ќе научите да одредувате